рекламите, време е за вестите. Пробиштип го крои буџетот за наредната година. Преку форумски сесии и средби со местните заедници се предлагаат проектите за наредната година. Буџетот ќе биде помал за 89 милиони денари во споредба со тековниот. Пробиштип го крои буџетот за 2017 година, кој ќе изнесува околу 120 милиони денари и е за 89 милиони денари помал во споредба со буџетот за тековната година. 2016 година има најголем буџет досега во постоењето на нашата општина, некаде околу 209 милиони денари, меѓутоа мислиме дека наредната година буџетот кој што го планираме е реален, бидејќи примањата кои што, односно полнењето на буџетот, се трудиме да биде реално согласно нашата долгорочна стратегија. Добро би било ако собереме повеќе приходи и како и оваа година да имаме за прв пат ребаланс на буџетот. Тоневски забележа дека и за наредната година приоритет ќе биде инфраструктурата, зашто во буџетот се планирани 50 милиони денари. Претседателите на местните заедници на денешната средба со локалната власт бараат изградба на водоводни мрежи, улици, чистење на речни корита, локални патишта до земјоделските површини, но и постојните продавници во селата да не се затвараат. Иначе разговаравме исто за продавници. Продавници немаме по селата више, кои се затварат. Тоа е опасна работа, некаде 3000 евро казна, а тоа што не може да го поднесе, он нема 1000 евро таму. Он вика не е тоа моја надлежност, свакаш ми се, и останува да видиме понатаму што тоа да се реши тај проблем. Во рамките на активностите за правење на програмите за работа на оделенијата во општина Пробиштип и на комуналното предпријатие, денеска во Пробиштип се одржа и третата форумска сесија. На оваа трета форумска сесија ќе се разгледуваат 4 програми на општина Пробиштип за наредната година, и тоа програмата за одржување на локални патишта и улици, програмата за улично осветлување, програмата за урбанизам и програмата за локален економски развој. До крајот на годината во Пробиштип ќе има уште 2 форумски сесии, на кои ќе се конкретизираат проектите за наредната година. Волкот не е пренамножен во Штипско и Карбинско. Со одстрел на 15 волци годишно се одржува бројната состојба. На почетокот на декември штипските ловчи ќе организираат првата хајка за одстрел. 50 до 60 волци се движат во реонот на Штипско и Карбинско. Штитникот на овој терен според проценката на Штипското ловно здружение Ловец не е пренамножен. Бројната состојба се одржува со одстрел на 15 до 20 волци годишно, велат во здружението. Стрелуваме годишно 15 до 20 волка. Тоа е сосем доволно, тоа е негде околу 40% од онаа максимална бројна состојба што ја имаме. Така да тие 60% е доволно да се размножи наредната година и да не го има премногу. Штипските ловџи и првата хајка ја планираат за почетокот на декември во атарот на Чардаклија и Долани, како и теренот на старото манастирче кај Свети Јован, каде имало пријавено напади. Другите терени, велат од здружението, се безбедни. Имаме некои одредени напади во атарот на село Чардаклија и старото манастирче кај Свети Јован и нешто Долани. Значи, другите терени во моментот се безбедни. Зборуваме за овие терени каде што повеќе имаме застапено забранети терени и каде што раздвижувањето на нашите членови е малку поретко. Тоа нема да биде за долго, затоа што негде на почетокот на декември планираме хајки токму на овие терени. Во Кочанско годинава волкот направи штети, закла 15 на крави на стучари. Точно е дека волкот лови повеќе, на поретки се случаите да нападне крупен добиток. Причината за ова најверојатно е тоа што е намален крупниот дивеч со кој се храни, а тој лови за да опстани, вели Јованов. Од денес започна редовната вакцинација за заштита од сезонскиот грип. Први се вакцинира возрастните со кревко здравје. Двестотини ученици од Прилеп, Штип, Струмица и Тетово преку спортски активности во спортската сала Јордан Мјалков денес ја јакнеа меѓуетничката толеранција. Околу 200 ученици од Прилеп, Струмица, Тетово и Штип денес преку спортски активности ја јакнеа меѓуетничката толеранција.
Во рамки на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, во спортската сала Јордан Мијалков, учениците се надпреваруваа во најразлични спортови. Целта за организирање е всушност децата заеднички да се дружат, да научат нови игри, да се развива толеранцијата помеѓу нив и соработката, да си помагаат едни со други. Децата се толерантни. Толерантни се, барем добро. Во вакви спортски активности тие се толерантни и им помагаат во голема мера. Покрај јакнењето на толеранцијата, денес дечињата имаа можност да запознаат и нови другарчиња, да се дружат меѓу себе, но и на тој начин да ги откриет и подобро да ги разберат разликите. По физичко ќе трчаме, активности, ќе рипаме, ќе скокаме. Лани имаше исто вакви и играме фудбал, трчаме, надпреваруваме се. Дојдаа многу деца. Запознали другарчи? Да. Каде? Се запознав од имаше од Прилеп, Штип и други. Здраво, јас сум Марија Котиска и доаѓам од Вратница и сум 5 оделение. Проектот е поддржан од УСАИД и основното училиште Гоце Делчев е единственото училиште од Штип кое е вклучено во проектот. Учениците од Средното регионално училиште Кулен Ехтенин во Штип освоја еден куп награди на првиот меѓународен гастрономски надпревар кој се одржа во Скопје. За приготвените специјалитети добија и медали. Учениците од смерот за кувари од регионалниот училишен центар Колен Ехтенин ги покажаа своите готварски знаења на меѓународниот надпревар во Скопје. Освоија награди, а денеска беа примени во општина Штип од оделението за образование. На тоа првенство имаме освоено едно сребро поединечно и едно сребро екипно и една бронза екипно. Значи, учениците кои учествуваа на сето ова првенство дојдоа сите со награди. Учениците кои беа дел од тимот ги освоија наградите и велат дека ова е за нив поттик да научат повеќе од своите професори. Надпреварот беше 2 дена. Првиот ден се готвеше национално јадење на Македонија, пред јадење главно јадење и десерт. А вториот ден беше black box или црн бокс, во кој што ни дадоа намерници и ни треба да направиме што знаеме од тие намерници. То јадење сготвивме како пред јадење суфле, за главно јадење сготвивме турлитава и за десерт сготвивме ало. Освои второ место и се представи со паста со пилешко месо во бел сос. Маја Шкилова од оделението за образование забележа дека како општина секогаш ќе ги поддржуваат учениците и професорите за вакви надпревари. Да ги следиме сите резултати кои што се постигнуваат на општинско, регионално, републичко, државно и меѓународно ниво и секако дека чест и задоволство е да се промовираат овие постигнати резултати кои што ги постигнуваат учениците од основните, средните училишта, па и резултати од детските градинки. На првиот меѓународен гастрономски надпревар во земјава учествувале над 180 ученици и кувари. Вработените од јавното предпријатие ИСАР повторно со ударничка акција за уредување на коритото на река Отиња. Вела дека е посебно задоволството да се биде дел од урбаното уредување на Штип. Вработените од јавното предпријатие ИСАР повторно денес со акција ударнички во коритото на река Отиња се работеше до мостот пред Стопанска банка. Еве денес ударнички сите вработени во јавното предпријатие ИСАР, комунална хигиена, паркови зеленило, управна зграда, сите вработени, буквално сите вработени сме моментално овде излезени на терен. Хортикултурно го средуваме речното корито на река Отиња и понатаму така ќе продолжиме да работиме ударнички, акцијашки, да работиме заедно, се со цел да Штипјани имат едно модерно средена река, да се гордееме со неја сите. Претходно сите знаеме каква беше овде реката, не средена, полна со трева, полна со разноразни животни. Штипјани заслужуваат да живеат убаво, заслужуваме убава река, да се гордееме сите со неја, кога ќе излеземе овде да се шетаме по речното корито, да гледаме што се е направено, а да се гордееме и ние и нашите поколенија со ова што го работиме. Задоволство е да се учествува во уредувањето на коритото на река Отиња, велат вработените на јавното предпријатие ИСАР. И денес јавното предпријатие со големо задоволство
учествува во уредување на коритото на река Отиња. Можам да се пофалам и да кажам дека ништо не ни е тешко. Значи, услуга сме на граѓаните на работа во јавното предпријатие, а исто така на услуга сме да го средиме и коритото на река Отиња. Се надевам дека ова ќе остане за нас, за нашите деца и за сите наши граѓани. Да е подобро канцеларија или на терен? Подобро, на мене лично искрено ми е подобро на терен. Административните работници од јавното предпријатие ги заменивме пенкалата и канцелариите со гребули и со лопати на лице место во уредување на хортикултурното озеленување на реката Отиње. Овие акции се неколку пати повторени во текот на летото. Веќе ова можеби последна или предпоследна ќе биде ова акција за ова година. Наредна година ќе видиме кај ќе ги овоме акциите. Со завршувањето на овој дел од уредувањето на коритото на река Отиња, ќе се пристапи веднаш кон уредување на делот кој води од црквата кон Ново село. Исто така, ќе се работи и кај езерцето пред управната зграда на јавното предпријатие ИСР. Од денес започна редовната вакцинација за заштита од сезонскиот грип. Први се вакцинираа старите и лицата со кревко здравје. Епидемиолозите советуваат вакцината задолжително да ја примат сите шалтерски и здравствени работници. Одолжувањето на имунизација нема да се одрази на здравствената слика во градот, бидејќи досегашната пракса покажува дека грипот во градот се појавува за време на новогодишните празници. За само еден час откако стартуваше редовната имунизација, вакцината за заштита од грип во Штипскиот центар за јавно здравје ја примија над 200 лица. Најголем дел од нив се стари и изнемоштени, но меѓу нив имаше и такви кои за прв пат ја примаат вакцината, како и пациентки кои 10 години редовно се имунизираат. Не се, веќе ја примем, не се разболу. Добро ви пријатно. Многу ми добро. Прв пат, да ви кажам искрено, нема многу поверење, ради тоа што се плашеа контраиндикации, да нема од заболувањата мој. Меѓутоа сега се реши. Затоа што лани од искуство подлаго време ме влечеше грипо и сега реши оваа година да се вакцинирам заедно со сопругот. За да се заштитат од грип, граѓаните треба да платат 400 денари. Епидемиолозите тврдат дека годинава вакцината има одличен квалитет. Вакцината е многу квалитетна, произведена во Холандија од реномирана фирма Абот. Во неја се содржат 3 соја на вирусот на грипот, 2 од групата А и 1 од групата Б. Цената е, како и претходните години, 400 денари, а се препорачува на постарите лица, на оние кои што се хронично болни, на луѓето кои што такво им е работното место, па довегат во контакт со повеќе луѓе, шалтерски работници и други, здравствените работници. Имунизацијата од сезонскиот грип во Штип се планира за заврши за 10 дена. Инаку вакцинацијата денес стартуваше во сите здравствени институции во источниот дел во државата. Фатени разбойниците кои ограбија малолетничка и маркет во Штип. Во првиот случај малолетник е сторител на кражбата на телефонот на малолетничката, а при тој ја повредил, а 29 годишен штипјанец е осомничен за грабеж во продавница заканувајќи се на продавачката со пиштол. Штипската полиција го расветли случајот грабеж на улица кога разбойник ја го украде мобилниот телефон и повреди 16 годишна девојка. Настанот се случи на улицата Стојан Рибата на почетокот на октомври, а осомничен дека го сторил делото е 14 годишно момче од Штип. Поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело разбойништво, секторот за внатрешни работи Штип поднесе известување против малолетно лице на возраст од 14 години. 29 годишен штипјанец е осомничен за кражбата на пари во супермаркетот во Штип. Според надлежните, пријавениот и се заканил на продавачката со пиштол и ја испразнил касата, а потоа побегнал со 33.000 денари. Грабежот се случи на средината на август во населбата 8 ноември. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против 29 годишно лице од Штип поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело разбойништво. На случајот разбойништво на улицата Партизанска работи полицијата. Мета на друмскиот крадец била 61 годишна штипјанка на која и пришел од зад грб со намера да ја украде ташната.
откако не успел да го стори тоа и го скинал златниот ланец од вратот и побегнал. На 26.10.2016 година во 13 часот и 40 минути градоначалникот на општина Штип ИЗ 56 пријавил кривично дело за грозување на сигурноста, извршено од страна на КП од Штип. Истиот ден, околу 13 часот и 30 минути, во кабинетот на градоначалникот на општина Штип дошла вработената АД која му кажала дека од нејзината службена просторија без нејзино одобрение биле земени документи од страна на лицето КП. Веднаш било побарано обезбедувањето да го отстранат КП од општината. За кратко време во кабинетот на градоначалникот, ненајавено и без одобрение, влегол КП и упатил сериозни закани по животот и телото на градоначалникот. За настанот бил запознаен јавниот обвинител. Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, информира од МВР. Туристичките работници во овој период од годината имаат полни раце работа. Граѓаните сакаат да патуваат за викенд. Посебно интересни се спа аранжманите. За туроператорите летната сезона беше успешна, но и за овој период аранжманите, посебно за спа центрите, се подготвени. Сега се насочуваме кон спа центрите, значи Сандански, Банско, Боровец, имаме више интерес, веќе имаме и резервации за рано букирање за пред Нова година, како и за после Нова година, за зимување. Граѓаните сакаат да патуваат посебно за викенд празнувања. Париз е интересна дестинација, но веќе има резервации за новогодишни аранжмани. Исто така имаме сега празник што следува 8 декември, кој што имаме неработен ден, така да ќе направиме исто една интересна тура за Париз со авион, така да нашите клиенти можат пак да патуваат и пред Нова година, додека кој што не може да се дозволи за Нова година. Веќе има интерес, веќе има резервации и тоа резервации со рано букирање, пошто нашите клиенти си искористуваат некој попуст, ако на време си резервираат, така да веќе голем интерес. Секако овој период исто така има интерес и за зимување. Интересни се центрите во соседството, но секако и нашите зимски туристички центри. Лош почеток на македонските репрезентативци на светското карате првенство што се одржува во Линц, Австрија. На стартот остварена само една победа, а доживеани 3 поraзи. Исклучително лош почеток има нашите репрезентативци на светското карате првенство што се одржува во Линц, Австрија. На првиот ден настапија тројца наши репрезентативци и сите се елиминирани од понатамошното учество. Единствено Петар Спасенос и во категорија минус 84 кг забележа победа во првото коло против пољакот Марчин Крајковски, но во второто коло беше поразен од белорусинот Антон Исаку. Пораз во првото коло доживеа и Енес Мајлагич од американецот Скот Томас, како и Жарко Арсовски од хрватскиот репрезентативец Анџело Квесич. Инаку на светското првенство во Линц, македонската селекција ја сочинуваат вкупно 12 каратисти, меѓу кои штипјанецот Емил Павлов, кој ќе настапи во категорија до 60 килограми. Градот Штип ќе биде домаќин, а клубот Екстрим Райнерс ќе биде технички организатор на велосипедската трка Урбан Данхил, која ќе започне со спуштање од споменикот на Исерот. За прв пат во нашиот град и во Македонија, Штипени ќе може да проследат еден исклучителен настан кој припаѓа на екстремниот спорт и на кој настапуваат подготвени и храбри надпреварувачи. Прво да посочам дека ова е прв ваков настан во Штип што се организира и пошироко и во Македонија, Урбан Данхил. Урбан Данхил представува возење на маунтин байк точци, велосипеди, во урбана средина, односно како што гледате во позадината по скали. Патекава е долга 1,7 км, почнува од врвот на Исарот, ја завршува пред хотел Оаза. До сега се пријавени околу 70 учесници од повеќе земји, Бугарија, Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска. Ентузијазмот на Штипени преку клубот Екстрим Райдерс конечно добива на реалност и на публицитет со организацијата на овој настан.
Ваквиот вид на велосипедски трки се ретки не само кај нас, туку и во соседството и оттука владее голем интерес за неа. Патеката на трката ќе биде исклучително атрактивна, зашто е потребна неопходна техничка безбедност за која ќе се погрижат службите од општина Штип и секако од припадниците на СВР Штип. Велосипедската трка Урбан Дајнхил ќе се одржи во недела со старт од кај споменикот на Исерот во 9 часот, а преходно во сабота надпреварувачите ќе имаат запознавање на патеката со пробна трка во истиот термин и од истото стартно место.